Ама браво, така. Бидејќи немаме кој друг, сами ќе си дадеме сега аплауз, нели? Фала Богу, заслужно. Ансамбл Вања Лазарова, мислам дека веќе сите гледачите добро ве препознаваат. Со оглед на тоа што не има бајаги на број ова утро овде, јас ќе ја замолам прво Ленче Чолаковска, која што е председателка нели на ансамблот, а е воедно и на пензионерското друштво, чиј што дел е ансамблот, да биде ководителка, соводителка и да ми ги представи другите, ако може така. Во ред. Значи, јас сум Ленче Чолаковска, до мене е Марина Милошевска, член во ансамблот и во клубот, Јасминка и Кире Даскалови, тоа се дуетот наш и членови во ансамблот, и Кире е дел од оркестарот, Станче Петковска, Мемет на гитара, Тарабука Никола Илиевски, Митко Џаџовски, Даница Пехчевска, Борче Јаневски, Мирјана Јаневска и Трајко Демников. Тоа е нашата група денеска, ова е дел од ансамблот. Добро ни утро, добро ни дојдовте и ви благодарам што ни го разубавивте ова утро. Минатиот пат бевте во помал состав, беа Ленче, Данче, Станче, Митко и Мемет, така, лесно сте Многу лесно за вметење. Рима, малку рима. И морам да ви кажам, нели после вашето гостување имаме и телефонски јавувања, дека не знаете какви реакции имаше за вас. Баш ни е драго. Така што не ни развеселивте само овде, туку и во домовите. Па сакам да ве прашам, дали сте свесни за тоа дека народот ве сака? И го имате тој фидбек на настапите на концертите кога одите? Па да ви кажам искрено, оваа година тоа највеќе го почувствувавме, затоа што сме доста барани пред се од телевизиските куќи. Е вака, да се представиме со една песна, да ги развеселиме нашите гледачи и ваши. Со тоа што денес нема да биде една песна, ќе ве задржиме 5 песни, денеска да им кажеме на гледачите. Денеска помалку ќе зборуваме, повеќе ќе пееме. Значи, ни се приближува новата година, ние сме празнично расположени, можам да кажам цела година. Значи, синоќа ни пишувам на Данче дека имаме уште 2 настапи, она вика што направи бе Ленче, ама вие спремајте се, пејте, ние сме сега подготвени. Значи, цела година работа, настапи, 2 концерти хуманитарни имавме, да се пофалиме за тоа што беа стварно големи концерти со доста учесници, дел од естрадата, дел од хорови и групи од Македонија, од неколку града од Македонија, и на првиот концерт имавме гости од Србија, од 3 града беа тука, од Врнечка Бања, од Ниш и од Лесковац. Сега овој концерт имавме гости само од Штип, 2 групи, и од Гевгелија имавме, и нашите групи тука од Скопје, од 2-3 општини што беа членови. Ленче, рековме малку муабет ќе правиме, но сакав уште еднаш да се надоврзам кога зборуваме за хуманитарните концерти. Знаеме дека па на некој начин тоа беше и повод што воопшто вие започнавте да функционирате, дека сте многу активни на тој план, но имате ли одредени разочарувања на тоа, односно на каков одзив наидувате, да речеме, од оние кому што им се обраќате пред тие концерти, така како што треба да помогнат? Да ви кажам, оваа година стварно разочарувачки е, затоа што одзивот е многу слаб. Имаме толку пензионерски издруженија што заслужуваат да дојдат и да ги проселат, да бидат барем тој ден да бидат хумани. 100 денари е влезницата, не е многу пари, едно кафе повеќе чини да седнат во една кафетерија, да испијат едно утринско кафе, отколку да платат и да бидат хумани, да подадат рака на некоја фамилија или некој член за лечење или било што. Значи, листата е предолга на корисници што чекаат помош од Црвениот крст. Ние сме дел од Црвениот крст и затоа се што правиме е се од хуман карактер. Значи, 2 концерти беа со хуман карактер и сите други активности што ги правиме. Значи, се е хумано. Сакаме да помогнеме. Не знам, тоа веќе ни е вродено во нас и така и се чувствуваме секаде кај што одиме. Одзивот беше многу слаб. Не го правите ова за себе, го правите за други, така? Не, секогаш подаваме кај што треба, тука сме, подаваме рака на секој, сакаме да помогнеме и што значи со оглед на тоа што се ближи крајот на оваа година, не можеме да очекуваме мината година сама од себе да ни направи нешто подобро, туку треба секој од нас да се потруди.
И ете, може би напел да бидеме по-хумани едната година, Да, така? за жал оваа година само 3 општини од градот, тоа беа општина Центар што учествува, општина Ѓорче Петров и Кисела Вода што земаа карти и еден мал дел од аеродром. Инженерското друштво Аеродром, што ми е едната година да бидат во многу поголем број. Многу ми е жал, има толку здруженија, ние сме категорија на пензионери, сите сме пензионери, со исклучок на некои ја што ги имам така, што не се пензионери, меѓутоа треба да се подаде рака, да се помогне. Едноставно им даваш можност и на пензионерите, возрастните лица да дојдат да се забавуваат. Ние ги правиме толку убави и богати тие концерти, така да дојдат да се развеселат неколку часа со убава музика, со добри гости и тоа е. Ленче, што ќе слушнеме сега? Сега ќе го слушнеме нашиот дует Јасминка и Кире Даскалови. Продолжуваме одма понатаму, така. Ајде.
Na srce mi leži, mila mamo, na srce mi leži. Aj, na srce mi leži, mila mamo, jedna luta zmija. Aj, na srce mi leži, mila mamo, jedna luta zmija. Ne mi bilo zmija, mila mamo, ne mi bilo zmija. Aj, ne mi bilo zmija, mila mamo, tu je kara sevda. Aj, ne mi bilo zmija, mila mamo, tu je kara sevda. Sevdinite oči, mila mamo, sevdinite oči. Aj, sevdinite oči, mila mamo, crni čerešovi. Aj, sevdinite oči, mila mamo, crni čerešovi. Sevginata snaga, mila mamo, sevginata snaga. Aj, sevginata snaga, mila mamo, tenka en visoka. Aj, sevginata snaga, mila mamo, tenka en visoka. Мало Алда вие, значи. Малку и за да здивнете сега, ќе искористам тука ние, еве, Марина. Марина, вие по што ќе ја паметите оваа година? Оваа година ќе ја паметам по многу настапи. На почетокот на годината, цела година ни е испланирана, но и покрај планираното што ни е, Излегуваат така многу јавувања. Дури сме изненадени и фала им на гледачите што сака да не слушнат. Ви се случува да се преклопите, една да договори една друга во ист термин, да речеме? Не се договара председателката рече. строго председателката. Значи строго се договара, ние тука не се мешаме, само ќе ни каже спремете се за тогаш. Имаме проби вторник и петок. Ако имаме некој настап едно по друго, така да ускокнуваме уште за некоја проба. Не ни е тешко, многу од целава работа со задоволство ја работиме и дома идеме исполнети, весели, позитивни и многу ни е мило што планот што ќе го направиме е потполно исполнет и сите работи што се случуваат. Затоа што имаме и базаро, правиме за Великден во црквата Свети Ѓорѓија, имаме и васиница си правиме во друштвото, одиме по старските домови, пред новогодишните празници обавезно или пред некој празник, така да ги веселиме и старите луѓе, многу се радосни кога ќе не видат да им бидеме гости. Веруете, кога ги гледате на смените лица на старите луѓе, душата ни е полна и си одиме весели, расположени и ни ги оставаме во добро здравје и расположение. Кои ни се плановите за идната година? Значи, председателката пак морам да ја прашам. Да, точно. Главна и одговорна за се. Па плановите ни се, можам да кажам, оваа година од тоа што беше планирано, искочи и многу други, два пати повеќе од тоа што ни беше во план. Ансамблот и клубот работи според програма и
и проекти, така да истите тие што ни се стандард, како што се прославите наши, што ги почнуваме со Василица, имаме базарот за Великден, имаме 2 концерти хуманитарни во текот на годината и многу настапи. Сега имаме покани од надвор, меѓутоа знаете, сме зборувале дека ние не сме под буџет, ние сами кај одиме се финансираме, така да ни представува голем проблем настапувањата надвор кога се, затоа што како и да е времево се повеќе и повеќе ни се затегнуваат состојбите финансиски, мислам, така да некаде правиме напори, бараме од некој нешто да ни покрие. Тука ни е Црвениот крст, секретарот на град Скопје и на Чаир, што сум многу благодарна, што излегуваат за сите наши потреби финансиски, не подпомагаат така да ги изреализираме тие наши настапи. Јас сум многу благодарна на целиот ансамбл што оваа година издржа јуначки, значи кој ќе им кажам имате Веленче, сега ние седиме, тие стојат. Јас непријатно малку се чувствувам, морам да ви кажам. Ние си правиме. Значи они се толку веќе тоа им стана секојдневие, секој втор ден, трет ден имаат настап, така да не е проблем ништо никаков. Они се секогаш како што ги гледате насмејани, расположени, без разлика. Се гледали на нив на лицето, дали они не се наспани, не се одморени, не. Јас да ви прашам, пред следна точка водичка да не му треба некому. Бидејќи ние водички имаме, вие ни водичка не имате. Скромни сме ние. Скромни сме ние. Па секој ден да ни доаѓате. Ако може маса после. Еве ќе маса, да, толку. Што ќе слушнеме сега? Сега ќе слушнеме Во Струга дојќан да има. Та шефот на оркестарот е тука. односно не е крај предпоследната песна, стандардно што ќе им посакаме на гледачите за идната година. Па на гледачите би им посакала многу здравје, да се среќни, весели, да не пратат и понатаму, многу среќа и највеќе здравјето ни е сега најпотребно да го имаме. Тоа им благодарам многу што не следат и што не посакуваат да настапуваме вака и по телевизиите да не слушнат.
Да се ги прашам јас и Данче и Станче, ако, да, за да се Може, ги може. заокружиме Ленче, Данче и Станче. Вие што ќе им посакате на гледачите за ината година? На нашите гледачи се е најубаво да пеат. Чим стана песна да се слушаат. Никако намрштени затоа што никој не ги сака така. Ја не се Ако сам не се сакаш, не Ја може не да се други. дружам со такви негативци. Никако. Да. Тоа е, значи, клучот за среќен живот, Да така? има, за пример, Данче, затоа што јас мислам дека наша Данче и кога спие пее. Да. Прва е, се уклучува во пет со песна на Треба да ја поставиме на камера да ја порталите, снимаме. да, треба. Да. Одлично, супер сте. Сите многу ви благодарам. Уште еднаш не само од име на Алфа телевизија, од име на сите наши гледачи. Верувам дека со поинаква енергија ќе го започнат овој ден. Благодарност до вас, до вашата телевизија, што не повикавте да ви бидеме гости. И поздрав до сите гледачи, им ја честитам новата година, божичните празници, сите да сте живи и здрави. И кога ќе станете, пуштате го радиото и телевизијата и слушате ја песната. Песната е лек за душата, малку да се развеселите и денот да ви тргне неубаво. Така е. Председателке, со вас да заокружиме, со вас започнуваме, со вас завршуваме, така. Така е. За крај што ќе слушнеме? За крај ќе слушнеме Јана Грло заболело. Само Ќе одболи и Јана? Нас не Одлично. боли, ако ја пееме, ама нашите грла се добри.